Ве молам за... Почитувам председателе, почитувам премиер, почитувани колеги пратеници. Пред нас денес е предлог за реконструкција на влада, потоа кој власта се обидува да го представи како чин на нова енергија. Но, кога ќе ги тргнеме настрана политичките памфлети и кога ќе ги погледнеме фактите, станува кристално јасно дека оваа реконструкција не е ништо повеќе од обична шминка и задоцнет обид да се поправи штетата. Најдобар доказ за тоа колку оваа влада доцни со реалната перцепција на состојбите е токму Министерството за земјоделство. Почитувани колеги, пред само еден месец ние како опозиција поднесовме интерпелација за досегашниот министер за земјоделство. Тогаш од оваа иста говорница не убедувавте дека се е во најдобар ред, дека нашите критики не се основани и дека земјоделството цвета. Ја одбивте интерпелацијата, за да денес со оваа реконструкција вие самите го менувате истиот тој министер. Ова е директно признание за две нешта. Прво, признавате дека опозицијата навремено и точно ги детектира сериозните проблеми во државата. И второ, докажувате дека оваа влада нема капацитет сама да ги увиди собствените аномалии, туку реагира дури тогаш кога притисокот од јавноста и аргументите на опозицијата ќе станат неиздржливи. Наместо на времена добивме задоцната реакција. Но она што уште повеќе загрижува во овој предлог е она што не е променето. Намерата на оваа прераспределба очигледно не е подобрување на квалитетот на институциите, туку задоволување на внатре коалицијските апетити. Ако намерата беше навистина меритократија и ефикасност, тогаш промените мораат да почнат од столбовите кои во изминатиот период целосно потврлија. Каде е одговорноста за Министерството за финансии, кој не соочува со сериозни економски предизвици, кои граѓаните ги чувствуваат по сопствениот џеб секојдневно? Каде се промените во Министерството за надворешни работи, каде наместо дипломатска офанзива гледаме пасивност во клучни моменти за европската иднина на нашата земја? Овие ресори се најслабите карики во оваа владина структура, а тие остануваат целосно недопрени. Тоа ни укажува дека целта на оваа реконструкција е секаква друга, само не подобар живот за граѓаните. Сите овие клучни сектори потврлија во работењето, создавајќи перцепција кај јавноста дека ја имаме една од најнеефикасните влади од независноста до денес. Колеги, со ротација на неколку функции не се решаваат системските проблеми. Не може со козметички захвати да ги скриете суштинските неуспеси во економијата, безбедноста и надворешната политика. Затоа ова реконструкција не ја заслужува нашата поддршка. Граѓаните не бараат нови партиски пазарења за фотели, туку бараат реални резултати кои оваа влада, како што гледаме и денес, едноставно нема капацитет да ги испорача. Затоа денес испраќаме јасна порака. Реконструкцијата само по себе не е успех. Таа ќе биде успешна само ако донесе подобар живот за граѓаните. Во спротивно, ќе остане запаметена како уште една политичка операција без вистински резултат. Ви благодарам. И јас ви благодарам. 15 минути пауза.